За 2 години државните институции потрошиле 8,5 милиони евра за набавка на нови возила, покажа новото истражување на Центарот за граѓански комуникации. Само во 2023 и 2024 година набавени биле 269 нови автомобили. Дел од институциите ги купиле возилата, а друг дел ги земале на лизинг, најчесто оперативен, што значи дека по истекот на рокот ќе треба да ги вратат, а за возилата платиле исто како да ги купиле. Анализата на ЦГК покажа дека најскапо возило од над 55.000 евра набавила општината Шуто Оризари. 55.000 евра службено возило за општина е скапо и нерационално трошење на парите, колку и да е богата таа општина, а не нашите општини кои што голем дел се со долгови, со блокирани сметки, им дава државата, односно владата, пари за проекти, значи нема доволно пари и мислам дека купувањата на вакви работи треба да ги усогласат со своите буџети, значи да бидат соодветни на парите што ги имат, а исто така треба да се погледа и просечниот стандард на граѓаните кои што го полнат буџетот, па да се види дали граѓаните просечно можат да возат возило од 55.000 евра. Најмногу возила пак набавиле ЕСМ. За 82 возила потрошиле над 2 милиони евра. Речиси исто толку пари за двојно помалку возила платила владата, за 45 возила на 3-годишен лизинг. Овие автомобили, според извештајот, меѓу другите ги користат и поранешните председатели Бранко Црвенковски, Ѓорѓе Иванов, Вилма Трајковска и Стево Пендаровски, како и поранешните премиери Талат Џафери и Димитар Ковачевски. Во истражувањето се само набавките на патнички возила и не се опфатени товарните и работните. Исто така вклучени се само новите, но не и набавените половни возила. Мартин Арсов, Сител телевизија.